Вториот дел од првенството сезона 2015-2016 започна минатиот викенд на 6 февруари. Имавме утакмица во гости со КК Радовиш, која што ја добивме 51-58 во наша корист, доста значајна и тешка утакмица, но издвојувавме победа. Исто така, едно известување, посебно до гледачите и навивачите на КК Пелистер, со апел за помош да дојдат утре да присуствуваат сабота, значи во 18 часот тука во спортската сала. Играме значаен надпревар со КК Охрид, кој што е на чело на табелата без ниеден пораз. Потребна ни е поддршката и од публиката и затоа апелираме до сите граѓани на Битола, навивачи, да дојдат, да не поддржат, да ги бодрат нашите кошаркари. Се надеваме дека утре ќе го нанесиме првиот пораз на кошаркарската екипа на Охрид. Значи, како што реков, во 18 часот сабота утре. Иначе, на табелата го делиме од второ до петто место со изброј на бодови со екипите на КК Вардар, КК Гостивар, Водњански Лисици и ние, значи, имаме по 3 порази, а останатите екипи ќе се борат за обстанокот во лигата. Како што известив минатиот пат, отпаѓаат 3 екипи, значи тука има 6 екипи кои што ќе се борат за обстанок во лигата. Ние имаме сигурно пласман во горниот дел на табелата, а како што кажа преќе, единствена непоразена екипа и на првото место е зацврстена екипата на КК Охрид. Сакам да известам дека воведувам една новина во кошаркарскиот клуб Пелистер и тоа во оваа прес сала ќе имаме после секоја утакмица која што ќе играме на домашен терен, ќе имаме прес за новинарите, за медиумите, значи како медиуми ги покануваме сите спортски новинари, медиуми да присуствуваат. Значи обично утакмиците ги играме во 18 часот во сабота и ќе има и посебни известувања, така да по завршетокот на утакмицата во некаде околу 19 часот и 30 минути, значи ќе имаме после секоја утакмица прес за која што тренерот ќе образложи за самата игра и се разбира ќе биде поканет и тренерот на тој прес и тренерот на гостинските екипи, тренерите ќе бидат поканети. А што се однесува до екипата, нешто повеќе запознае шефот на стручниот штаб Зоки Петковски. Како прво сакам да ви известам дека за време на паузата, за време на полусезоната, дека ја прекинавме соработката со нашиот плеймейкер Александро Ѓордиевски од Скопје, така да ростерот моментално на КК Пелистер е исклучиво од битолски играчи, од 12 битолски играчи кои ќе бидат во натамошниот дел од сезоната сооблекувани за напреварите. Така да, она победа што кажа председателот минатата сабота, минатиот викенд во Радовиш, со Фенерчијата, со последно пласираниот, добива уште повеќе на значење за мене, затоа што екипата на КК Пелистер го одигра тој напревар исклучиво со битолски играчи. Тоа е едно што сакам да кажам. Друго што сакам да кажам е дека добре отворивме ова втора полусезона со тоа, со победата во Радовиш, затоа што многу тежок напревар, знаев дека ќе не очекува многу тежок напревар, посебно во втора лига е тешко да играме против екипи кои се кандидати за испаѓање. Екипата на Радовиш не е таа екипа од минатата полусезона, туку се појача со 2 играчи од КК Бест од прва лига, така да знаев дека ќе биде доста тешко, но со исклучително добра игра во одбраната. Како што кажа председател, 58-51 со мал број постигнати поени ние го добивме на треварот. Сакам да им честитам на играчите за пожртвуваната игра во одбрана, за нивната ангажираност, како на надпреварот, така и на тренинзите и на оној подготвителен период што беше доста тежок и напорен, како што го издржа и како се залагаат и како размислуваат за секој надпревар. Ние разговараме, работиме на психолошки план, јас како што кажав и на минатиот прес, дека екипата на КК Пелистер во рамките на условите што ни дозволуваат ќе работиме исклучиво професионално, како стручниот штаб, како играчите, така и јас како тренер и нема отстапки од тоа.
Она што не очекува на утрешниот натпревар, тоа е еден доста тежок натпревар против екипата на КК Охрид. Самиот факт што тие се непоразена екипа во досегашниот дел на сезоната говори за каков квалитет се работи. Одличен избор на играчи, финансиски добро подковани, со играчи со праволигашко педигре, така да кажам, но јас верувам и сигурен сум дека мојата екипа на утрешниот натпревар, иако се тие апсолутни фаворити, јас сум сигурен дека ако не повеќе ќе дајме еден одличен натпревар и моите играчи ќе го достигнат зенитот на она што го знаат и умеат на утрешниот натпревар. Јас се надевам на победа, како што кажа председателот, ги повикувам сите што сакаат да дојдат, што можат да си дозволат да дојдат на натпреварот, затоа што ќе ни треба секој играч, за секој човек во публика плюс е плюс и за нас. Ако не друго, знам дека не сме се уште атрактивна екипа и во Битола кошарката не е толку актуелен спорт како ракометот и фудбалот, меѓутоа со самиот факт што сите се битолчани, со самиот факт што децата работат и просек на екипата е 21 година и со самиот факт што го делиме второто место, јас мислам заслужуваат, ако не друго, да ги видите нив, да покажат она што го знаат и да се борат со максимално пожртвувана игра во одбрана и со доста паметни решенија во нападот, да ги нападнеме, ако можеме да им го нанесеме првиот пораз. И не само тоа, со тоа што ќе им го нанесеме првиот пораз, ние ќе се доближиме само на 2 победи до нив. Тие гостуваат и во Вардар, да не бидеме преамбициозни, но во спортот треба да се надеваш, во спортот треба за тоа да играш, во спортот треба да се трудиш да ги стигнеш тие што се пред тебе и ние нема да се откажиме, иако една екипа оваа сезона, тој мал хендикеп за нас влегува во прва лига, ние ќе се бориме до самиот крај што можеме подобар резултат да освоиме оваа сезона. Прво сакам да се надоврзам на разговорот од страна на тренерот. Во оваа ситуација е благодет да се работи во Пелистер, бидејќи стварно има многу добри услови за работа, подпомогнати од општина Битола како главни акционери. За сега во овој момент, значи стварно условите се одлични. Продолжува трендот на политиката која по оваа година ја има кошаркарскиот клуб Пелистер, со тоа што од една страна се прават добри резултати, а од друга страна се форсираат млади играчи кои ќе бидат иднина на битолската кошарка. Значи, тоа е една многу добра политика во моментот на кошаркарскиот клуб Пелистер, која мислам дека ќе даде добри резултати во следната година и годините што му престојат на овој кошаркарски клуб. Значи, можам слободно да кажам дека во екипата имаме играчи кои се родени 97 година, дури и двајца играт во првата петорка. Имаме играчи 96-95 година кои настапуваат и, како што рече тренерот, со еден просек од 21 година, сигурно сме во првите 2 најмлади екипи, а гледате и резултатски не заостануваме во ниеден момент. Исто така, можам слободно да кажам дека младинските екипи на Пелистер постигнуваат одлични резултати. Со пласманот на генерација 98 година родени, освоивме прво место во групата и одиме во тој втор дел на надпреварување, каде што има шанса да се освои од првите 4 места кои носат во овај такмичење во Final Four. Посебно би сакал да истакнам младинската екипа играчи родени 2000-та година, која, мислам по мене, во последните години е можда најталентирана генерација која на некој начин се такмичела во последните години како младинци во екипата на КК Пелистер. Значи, многу талентирана генерација која што треба со двете фактички да се работи како што треба и со една, пак ќе кажам, исправна политика
на клубот, да со форсирање на тие млади играчи да си направиме свој ростер, свој кадар играчки, а потоа после како ќе се одвиват работите на финансиски план, да размислуваме за нешто поголемо, бидејќи гледате екипата на Охрид која утре се надпреваруваме, има буџет од 80.000 евра, а се такмичи во втора лига, така да стварно за нешто поголемо ќе требат малку повеќе финансиски средства, али доколку имаш своји играчи со мали надополнувања, мислам дека и со многу помали пари може да се направи многу добар резултат.